Сте слушнали ли за ChatGPT? Тоа е виртуелен соговорник кој што живее во вашите компјутери или паметни телефони. Пишува текстови, преведува, пресметува, анализира. Го прашав популарниот ChatGPT едноставно да објасни што е вештачка интелигенција. Представете си свет во кој компјутерите не само што извршуваат задачи, туку и размислуваат, учат, па дури и создаваат нови идеи. Токму тоа е вештачката интелигенција, која е дел од нашето секојдневие и го менува начинот на кој живееме, работиме и комуницираме. Но, како функционира виртуелниот ум? Одговор побарав и од IT експертите. Може да разговара со човекот, да разговара помеѓу себе, да игра шах, е многу успешна во тоа. Нешта кои што за човекот се тешки. Значи, вештачката интелигенција многу лесно може да ги направи. Меѓутоа, се уште предизвик за вештачката интелигенција се самоучењето, погодувањето, интуицијата, изразување на чувствата, изразување на љубов, заради тоа што алгоритмите на вештачка интелигенција се сепак креирани од човек. Технологијата се развива со неверојатна брзина. Може да биде од голема помош во различни сектори, например да ги подобри здравствените услуги, производствените процеси, образованието. Но исклучително е важно кој и како ја користи вештачката интелигенција. Сметам дека комбинацијата на добро образовани индивидуи со LLM модел е прилично моќна алатка и од етичка гледна точка, значи зборувам за позитивни страни, затоа што многу природно и добро е да имаме еден тутор кој секогаш ќе ни биде достапен. Постојат и ризици, затоа што се почесто се злоупотребува, но исто така голем процент од информациите не се вистинити, може да уредува или целосно создава фотографии, видеа, лажни вести. Може тоа да ни направи и заблуда да веруваме дека тоа што ќе ни се генерира, дека е сосема точно, а не е точно. Да се внимава премногу на длабоките лаги или невистини кои што може да бидат генерирани со генеративна вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција веќе влијае на животот на луѓето, но и на целото општество, а нејзината злоупотреба може да предизвика штети од несогледливи размери. Токму затоа се отвора прашањето за етичко однесување при нејзина употреба, затоа што засега нема законска регулатива која ги покрива сите аспекти и остава простор за неодговорно користење.